Вака, ако се остави, јавноста ќе го свати тоа како притисок врз специјалното јавно обвинителство, како обструирање на неговата работа и ќе ги смести целиот совет на јавни обвинители во зоната на апологети на власта. И внимавајте сега, зошто мене ќе ми треба да си ставам здрава нога во трн, да уништувам опрема во момент кога имам зовриена атмосфера, во момент кога специјалното јавно обвинителство презема истражна постапка за случај Пуч, да се открие кој бил вистинскиот наредбодател на прислушкувањето и така на. Зошто би ми било мене потребно, освен ако не сокријам некое злодело? Која е логиката? Во услови кога имате зовриена политичка атмосфера во државата, во услови кога јавноста се сомнева дека вие сте влегле длабоко во криминални активности, се сомнева, велам. Кога има специјално обвинителство кое што исто така истражува со мнение на основа на прислушкувани разговори. Кога најголемиот криминален чин е да прислушкувате десетици илјади македонски граѓани, да им влезете во нивните спални соби. Јавноста е зовриена. Европската јавност е зовриена. Сите се зовриени, амбасадори беа предмети на прислушкување. Ден денеска не се знае кој е предмет на прислушкување. Вие во една таква зовриена атмосфера, вие ќе си дозволите, за мене е тоа аматерски чин, да уништувате опрема, и тоа внимавајте, специјалното обвинителство рече два типа на опрема. Едната што била во употреба од 2008-2009 и другата која што била во употреба до ден денешен, која што била во функција, значи била валидна. Еве затоа што во било кое време, кога истражните органи ќе влезат натре, има експерти од странство што ќе дојдат, тие што ја правеле опремата, записите стојат во некој фајл позади скриен. Се што е легално, нелегално, било како користено опрема. Знаете, во еден фотокопир, кога вие копирате, точно има во скриен запис колку страници се ископирани. Што ви кажува разумот? Зошто би јас уништил опрема во момент кога тече истражна постапка? Немаше никаква па однапред е сомнително. И сега вашата теза е дека ова нема апсолутно никаква врска со откривање на вистинскиот виновник за нелегално прислушкување во Македонија. Тоа е тезата. Што ако дојдеме до обвиненија? Ама ние веќе имаме обвиненија. Пред кои судиите ќе молчат и кречат да, така е. Ама ќе се сложите дека е сомнително. И дека треба да се испита, и дека треба да им дадеме одврзани раце на специјално. Мене ми е сомнително. Нека се испитаат се, нека си проверат се, нека видат каква е командната одговорност. Нека си работат, оставете ги, не ги оптоварувате со сомнежи, не го кажувате тоа манипулација, не давате етикети, тоа не е во ред.